Здраво на сите и добродојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст. Денеска ја снимаме нашата последна епизода со која што и ќе затвориме оваа сезона. Наш денешен гостин е професорот Лазар Јовески. Професоре, добродојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Со професорот подетално ќе разговараме за младите, за студентите, за подкастот, за животот, за трудот и така натака. Супер. Добродојдовте уште еднаш. Благодарам. Како се чувствувате? Секогаш убаво, секогаш пријатно ми е овде со тимот кој што се грижи за подкастот и кој што работи на овој подкаст. Имаше повеќе водители, јас сум имал прилика да бидам гостин кога биле други водители, односно водителка, така да забележувам динамика, забележувам иницијатива, забележувам промени, забележувам зрење на самиот подкаст и наистина ми е драго и се радувам за тоа. Пред се затоа што овој подкаст е осмислен за младите, од млади за млади. И го водат млади луѓе, кои што се, како и вас, на факултетот, на универзитетот, новинари, студенти по право и така натаму. И мене особено ми е чест што сум дел од оваа идеја, би рекол, од оваа приказна, бидејќи знаете во животот сакам да правам успешни приказни. И тоа веројатно треба да го научите и вие младите, да правите приказни, убави приказни од што и да фатите, од што и да работите во таа смисла. Така да генерално сметам дека овој подкаст допрва има што да каже и допрва ќе зрее, иако е ова последна, да речем, последно снимање, последна емисија во оваа сезона, верувам дека следните сезони ќе бидат уште поуспешни и уште поубави. Така да, наистина ми е задоволство и уживање што сум. Ви благодарам. Би сакала да ве прашам што ве мотивира да се вклучувате и да учествувате во вакви наставни активности, водно и да ги организирате како што е подкастот и многу други настани кои што ги имавме во таковната настава. Да, добро сте забележале. И тоа не само вие, многумина ме прашуваат од каде ти е силата, од која е оваа динамика. И сега гледат луѓе, ја по социјални мрежи објавувам, дали на Facebook, дали на Instagram, дали на LinkedIn, некогаш нешто и велат колку активности. Но верувате, ова е само што е видливо, не е ни 30% од тоа што ми се случува мене на дневно или на неделно ниво, да речем, или на месечно кој ќе го земам во предвид. И што ме инспирира? Па ми инспирира младите, ми инспирира мисијата, ми инспирира целта која што е маце подлабока, а таа цел е да послужам, да оставам трага, да направам некоја промена која што ќе допре во човековите срца и која што ќе не само што ќе инспирира, туку и ќе трансформира, ќе направи промена на можеби начинот на размислување, ќе се подобри, можеби на ставовите, ќе созреат кај некого, можеби со некоја моја изјава, активност или гостување како денес овде. Се на се, сметам дека ако човек нема една подлабока духовна мисија на своето постоење, неговиот живот ќе биде многу површен. И јас таков тип на живот сум искусил како помлад и задоволството да сега во овие години, речиси 50 на години без малку од мојот живот, да работам на овој начин, да служам при тоа оставајќи една поинаква трага и белег, веќе станува препознатливо за мене лично и навистина се радувам што е тоа така, но многу повеќе се радувам што гледам дека не кај сите, но кај убав дел на луѓе тоа остава трага, има ефект и прави одредена промена. Дали е во однесување, дали е во начин на размислување, како што реков, дали е во некои постапки, се менуваат и така натаму. И навистина, кога тоа човек го живее и го гледа околу себе, кога се случуваат некој таков тип на промени, навистина тоа е задоволство, а јас многу често велам и благослов за да можеш таков живот да живееш. Ви благодарам за вашиот одговор. Би сакала да ве прашам, што е потешко според вас, да предавате пред полн амфитеатар или да бидете наш гостин денеска тука во подкастот? Верувате, едното и другото е уживање. Значи, може би да ме прашате што е поубаво. И пак не ќе можам да ви одговорам, за потешко секако така не ги градирам работите во животот. Може во животот да гледам нешто дека е предизвик, например, да речеме ова гостување да биде предизвик, но верувате, единствено може да ми биде предизвик тоа
дали ќе успеам да пренесам порака, дали ќе успеам нешто да направам што има подлабока суштина, отколку само да бидеме јас и вие овде и да зборуваме сега, да си направиме еден убав муавет. Не велам дека тоа е лошо, но сметам дека секој човек кој ќе се најде вака пред можност кој ќе има пред медиуми да се изрази, таа можност треба да ја искористи на најдобар можен начин, и тоа ви го советувам на вас младите особено. Еви, вие сте сега тука вклучени во подкастот како водителка. Искористете оваа можност, тоа е мој еден добронамерен совет, да всушност со вашето присуство овде оставите трага, да ве препознаат по нешто ново или некој што воопшто не ве знаел досега, да ве види во едно светло во кое што ќе оставите впечаток. Не впечаток за себе си, кој сум јас и колку сум паметен или колку сум паметна и колку сум неубави или неубави или не знам што. Еден впечаток на тоа да ги допреме срцата на луѓето кои што ќе бидат потоа мотивирани да живеат малку поинаков живот, можеби од тоа што го живеат во моментов, ако не се незадоволни од некои аспекти од живењето. Ви благодарам за вашиот одговор и уште еднаш да ви се заблагодарам што ми дадовте шанса да можам да бидам дел од овој подкаст и еве да се вклучам како водител во овој ваш проект. Сакам тука да, ако дозволите, да ве прекинам и да се надоврзам на нас. Прво, моје задоволство е да давам шанса на други луѓе. Кога јас можам да давам шанса, јас тогаш тоа го користам и давам шанса. Но забележувам една работа кај младите денес во Македонија. Не е толку дека нема шанси за младите. Сметам дека има доволно шанси, не велам дека сите шанси се идеални, не велам дека секогаш е шансата која што или можноста која што ние сме си ја замислиле лично, но секогаш треба да гледаме надвор од рамката, да видиме малце подлабоко и да ја искористиме можноста, што велите вие, шансата. И шанси има, но како ние ќе се поставиме кон шансата и дали ќе ја забележиме некогаш и дали ќе сватиме што ни се случува, тоа е веќе друго прашање. Познавам многу луѓе кои што им било укажана шанса, можност, но тие или не ја приметиле воопшто дека е тоа можност и шанса, ја погледна на стара рекла, не е ова за мене воопшто, всушност не разбирајќи дека тоа е една многу длабока можност или повик за да направат нешто повеќе. И во тој контекст ја користам оваа прилика да ги охрабрам сите млади, не само студенти, него генерално младите во Македонија да си дадат шанса на себе си да искусуваат можности и шанси. Да учат, да зреат, да бидат во еден процес на менторирање кој што потоа ќе им направи еден, би рекол, друга профилација, друг профил професионален, па и карактерен, со кој што успешно ќе настапуваат на пазарот на трудот, во професијата, во работата, во меѓучовечките односи, во рамките на работниот однос и така натаму, бидејќи трудот е животот и без таквиот тип на разбирање на нештата, малку подлабоко, психологијата, социологијата, не само правото, туку и тие други аспекти, всушност без таков комплетен пристап нема ниту комплетен живот, ни комплетна професија. Ви благодарам. Кога го спомнавте успехот, се надоврзав на едно прашање што ни го поставивте уште на првото предавање, тоа никогаш нема да го заборавам. Кога влевавме сите во амфитеатрот, беше прилично полн и вие буквално влевавте, ни се представивте и првото прашање што ни го поставивте беше кои сте вие? Да. Многу е важно тоа прашање и не случајно ви го поставив како прво прашање воопшто кои сте вие, затоа што кога човекот, младиот човек, целиот човек, возрастниот човек, знае кој е. Тој знае тогаш како и да се постави во професијата, во трудот, во работниот однос, а со тоа и во животот. Многумина, јас сум се изненадил, бидејќи ова прашање го поставам и во некои други истражувања, анкети во рамките на мојата веќе 25 годишна работа на универзитетот. Многумина не знаат да го одговорат прашањето кои се. И да не се наваѓам сега и историски гледано наназад, низ нашата историја многу пати колективната свест била на ниво да не сме знаеле кои сме и што сме. Но за да колективно ние се разбереме и да живееме во, би рекол, во една хармонија како колективитет, како општество, мораме како индивидуи да се пронајдеме себе си. Тоа е особено важно за младите луѓе, бидејќи заради самата младост, вие како генерации го имате луксузот малку и да ете така, да лутате, да се барате, да бидете талкачи. Но многу е погрешно, па дури е на линија на трагедија, да човекот цел живот биде талкач, да не се пронајде себе си кој е.
Значи има фази кога да, дозволено е да талкаш, да се пронаоѓаш, се бараш себе си во твоето битисување овде на земја, но тоа како процес треба да биде финиширан со едно созревање и разбирање кој си. Апсолутно, за да можеш подоцна да се насочиш на прав пат и да успееш. Па тоа е веќе повеќе од половина завршена работа ако се пронајдеш, ако знаеш кој си, знаете, ако знаеш кој си, ти нема да дозволиш прво на работа некој да те омаловажува, да ти врши мобинг, ме разбирате, да те дискриминира. И ја тоа премногу често го слушам како прашање. Верувајте, и како теза или како став или како крик за помош од нашиот човек, македонскиот човек. И многу често велам, а зашто го трпите вие тоа? А зашто се ставljate себе си во ситуација да не преземете одреден чекор на самозаштита? Самозаштитата подразбира и правна заштита пред се меѓу другото, но и заштита на себе си како личност со достоинство. Ние сме сите со достоинство родени и сакам да ви кажам една работа, што не знам дали сум ви ја спомнал на предавања, мислам дека да, во една прилика, кога зборувавме за субординација во трудот, таа хиерархиска поставеност работник-работодавач, но затоа ја користам оваа прилика преку подкастот да го споменам тоа, дека не ни е дозволено човек на човек да доминира. Таков концепт не постои. Нити во правото, нити на небото. Ако сакате. Значи, ни на земја, ни на небо. Тоа значи дека да, ние имаме дадена ни е нас власт како работодавачи, ако сме да управуваме со компанијата, да донесуваме одлуки, да насочуваме, да канализираме, и секако тоа не е само тоа е обврска всушност на самите менаџери, на самите носители на капиталот. Меѓутоа, да доминираш во она пежоративна смисла, да се наметнуваш со друг човек како помалку вредно битие, не е прифатливо и не е дозволено. Тоа во трудовите односи многу често знае да се случи, затоа што се мешаат лончињата, вели нашиот народ, кога ти е дадена мог да одлучуваш и да носиш одлуки, и некогаш и не знаат луѓето како тоа да го стават во една рамка, да се соберат, да не ја преминуваат црвената линија или границата, која што ќе значи повреда на достоинството, на угледот и на личноста на другиот човек. Ви благодарам за вашиот темелен одговор. Би сакала да ве прашам, ако вие бевте водител на подкастот, кое прашање би го оставиле? Па јас мислам дека вие веќе го поставивте, ако не се лажам, беше прво прашање, што ве инспирира, зашто ве мотивира. И јас тоа прашање секогаш сакам кога го поставувам, што е тоа што ве мотивира и мене кога ме го поставуваат, затоа што тука навистина има што да се каже. За луѓе кои што се активни во животот, и професионално, и приватно, тоа прашање е убаво прашање. За некој кој што е во една фаза на, би рекол, дефанзива, на марморење, на малодушност, тоа прашање е тешко прашање. Што те мотивира? Бидејќи нешто не го мотивира тој човек, или така мисли можеби во моментот дека нема што да го мотивира. И кој ќе му поставите на таков човек такво прашање, тогаш тој не знае што да одговори, се збунува. И мојот прашање кој што би си го поставил е пошто ќе те препознаат еден ден или пошто ќе те паметат? Тоа е моето клучно прашање кое што си го поставувам. Можеби и секој ден наутро кога станувам и кога му благодарам за Бога за тоа што сум здрав и жив и што можам да и денеска да делувам и да работам. Затоа што ако оставаме добри дела позади нас, малку по малку тие прават една поголема слика, затоа на крајот кои сме биле ние, кои што сме постоеле, секој индивидуално ја за себе зборувам, во простор и време, во даден период на оваа планета Земја. Секој човек има повик и мисија и секој човек е важен и оттаму прашањето што правиш ти со твојот живот и со твоето време, по мене е клучно прашање кое што секако секој треба да си го постави пред да си легне. Што направи денес, дали го направив тоа доброто што требаше да биде. Ви благодарам. Како за крај би сакала да ве прашам, ако подкастот Клиника на труд треба да се памети по една порака, која порака би била таа според вас? Клиниката за труд по една порака? Работата е и животот. Работете успешно, за да имате и успешен живот. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Благодарам што ја
прифативте нашата покана да сте наш гостин. Како што кажав на почетокот, за моје задоволство и радост. И благодарам на вас. Благодарам уште еднаш. Драги гледачи, ви благодарам што останавте до самиот крај, а ние се гледаме во новата епизода од новата сезона. Чао!